Поради неконтролираното пуштање на вода од системот за наводнување, еколошка катастрофа им се заканува на двете села во теквешијата, Сопот и Курија. Според земјоделците, бидејќи овој период тие не ги наводнуваат нивите, водата наместо кај нив тече во реката Луда Мара, го поткопува речното корито, а веќе на некои места има направено кратери длабоки и до 5 петри. Со тоа нивите покрај реката од прва стануваат 5-та класа и половина од тие површини не можат да ги користат земјоделците за обработка. Ние поднесиме барања до Министерство за земјоделие. И они не обеќаа, исто и градоначалник на Кавадарци, наводно ќе испратат стручен лица да го испитат тоа и бараме се направат семпатини да се качи нивото. Зошто тоа го зборувам, нивото се качи? Затоа што тоа, мислам, од Сопот до Коријата тоа е права еколошка катастрофа. Земјоделците велат дека барале од надлежните да се зафатат за решавање на проблемот, зашто револтот кај нив е присутен поради високите сметки за водарина. За житото сметките им изнесувале околу 10.000 денари за хектар, што според нив е катастрофално, зашто со 100 кг жито не можат да го платат долгот кон Тиквешко поле. Проблем е и високата цена за наводнување на лозјата. А ни плачеме по декар, кој не е изводливо така, затоа што по декар арома они ја прават калкулат за 4 пати вадеи. А ни сега сите барат квалитет, барат шеќер. Нека порно што беше, ајде само да имаш ти килаж. Сега треба да имаш и шеќер. И секој избегава од еднаш до 2 пати најмногу вода. И они треба да се преслушат, тука мислам, нивниот стручен тим и да рече чекај. Ни треба или водомер да ни турат, тоа ги веќе колку сум потрошил вода си платам, што е нормално. Ако тоа не е изводил водомери, не го направат од вадеи. За ова од Тиквешко поле со став дека согласно законот секој водокорисник на свој трошок може да си постави сопствен водомер, но за сметка на тоа тие ќе плаќаат повисоки сметки. Со свој коментар излезе и локалната самоуправа. Од овде рекоа дека веќе бил потпишан договор за чистење на речните корита, кој наскоро ќе се реализира со помош на механизацијата на арама и приватни фирми.